Негативните мисли не се само моментално расположение, туку можат директно да влијат на работата на мозокот, покажуваат нови научни истражувања. Според психијатарот Даниел Амен, постојаното песимистичко размислување ја намалува активноста на фронталниот лоб, делот од мозокот задолжен за контрола, одлучување и емоционална стабилност. Во истражување со речиси 2000 лица со анксиозност, научниците откриле дека колку почесто луѓето се препуштаат на негативни мисли, толку послабо функционира овој дел од мозокот. Ова може да создаде магипсен круг, во кој мозокот станува помалку способен да го контролира стресот, што дополнително ја зголемува анксиозноста и чувството на напнатост. Сепак, експертите нагласуваат дека мозокот има способност да се менува и да се прилагодува. Активности како поставување мали цели, учење нови вештини, свесно дишење и одржување здрави навики можат повторно да ја зајакнат неговата функција. Заклучокот на истражувачите е дека начинот на размислување не само што влијае на расположението, туку буквално го менува начинот на кој мозокот ги обработува емоциите и стресот. Карфиолот, некогаш сметан за обичен прилог, денес станува популарна намирница во модерната исхрана. Поради ниската калориска вредност и богатата хранлива содржина, често се користи како здрава замена за ориз, компири или тестенини. Со само околу 27 калории по чаша, карфиолот е богат со витамин С, витамин К и фолна киселина, кои го зајакнуваат имунитетот, придонесуваат за здрави коски и го поддржуваат правилниот раст на клетките. Овој зеленчук содржи и влакна кои го подобруваат варењето и придонесуваат за чувство на ситост, што го прави корисен за луѓето кои сакаат да ја одржат или намалат телесната тежина. Покрај тоа, карфиолот е богат со антиоксиданси кои можат да помогнат во намалување на воспаленијата и да го поддржат здравјето на срцето и црниот дроб. Сепак, експертите предупредуваат дека кај некои луѓе може да предизвика надуеност, па се препорачува умерена консумација и добро готвење за полесно варење.